ги наоѓаме решението за проблемите на целиот свет, ама дали работи, не знам, часовникот или фонтаните за пиење вода низ град, не можеме за тоа да најдеме решение. Као тоа е нерешливиот проблем, али Украина и Русија тоа се решава за 2 минути. Они знаат со Путин да зборат за одма ќе решат проблем. Да. Не се ти интересни теми за како се гори пластика или за чешмите што не работат, интересно е како Украина Русија наместена работа. Донев, Тромбе, како сте? Добро е. Малце репетитивно, нели? Таква не е секојдневието работа и така. Да, Донев ти како си? Со оглед тоа дека сум во Скопје, одлично. Да, не ни е прв пат да снимаме тројцата. Прв пат ни е со Волку камери. Да, многу тек-сави. Навикнати сме на Zoom и за оние што можеби не слушаат, а не знаат. Ова е некој наш мал реунион, наистина збори, на како си. Па да почнеме кај со секој гостен до сега на подкастов, што за вас представува ментално здравје? Еве може Тромбе ти да почнеш, па Доне да се надоврза. Што за ме ментално здравје? Значи дека не сум размислувал веќе на така поставено прашање, ама ако морам да кажам нешто као не знам, целокупното психички, емотивен добробит што го имаме, ситуацијата во која се наоѓаме, нели од не физички аспект. Нели не со црн дроб проблеми со желудник, туку расположение наше и како тоа се манифестира. Да. Па да, мислам дека да, во право е Троме, мислам дека повеќе во тој дел на едноставно чувството дека не мора секој се да оде како подмачкано во животот, но едноставно дека ти се чувствуваш во тој процес дека си во некаква контрола време кога врз себе, во најмала рака. Да, и таа некоја поврзаност, нели физичка е едно, ментално е друго, физичкото го гледаме, менталното не го гледаме и некогаш не ни гледаме некои работи што ни се случуваат. Ние и тројцата, нели, се знаеме од факултет, правен факултет, вие правници, ја политиколог. Ајде да навлеземе одма во таа тема. Политика и ментално здравје. Само што заврши изборите во Америка. Ова не знам која ќе иде епизода, ама ние снимаме на недела дена, што се вика утре ќе биде точно недела дена од изборите. Како вие, еве, да почнеме од самиот почеток за вас. Што за вас, например, следењето политика, како тоа влијае на вас? Бидејќи знам за себе, причината зашто не пратам толку многу политика е зашто беше ми дое премногу, ама како вие ги пратите, например, кога се случува избори во Америка? Што за вас тоа представува? Можем, да. Па, кога се навратам на себе си као многу одамна, од помал, секогаш политиката ми била некој жар, некоја пасија, што секогаш сум се интересирал. Ма како што, нели, пораснав, почнав да ги сваќам работите, колку што може, нели, еден, да ги сваќа работите во политиката и се што се дешава. Ама, мислам дека кога се запишав на факултет, веќе едно ново ниво ми достигна. Па не би рекол мојата инволвираност во политика, пошто не бев баш директно инволвиран, ама пак информираност, замарање за политика. Докога до еден момент веќе се пренатрупав, премногу информации и нели не можеш рамнодушно да ги сватиш сите информации. Кога се случува војни, секакви конфликти, неправди во светот и не можеш кога рамнодушно, има војна, ќе си продолжам кафе да си да пијам. Барем јас така не ги сваќав работите. И многу такви работи почнаа да ме оптеретват, додека еден момент почнав да прекинам. Морав да се дистанцирам за малце да олавам и во еден момент веќе и бев скоро и игнорантен од работите што се случват, малце за и мир да се достигнам. Да, не мислам дека кај мене последно, иако подолго време, нели, следам и една од причини зашто се запишав на правен факултет, иако нели одлучив да студирам правни студии, сепак мора да го следиш контекстот, затоа што тоа е во тоа живееш.
во суштина мислам дека особено ние кога работевме на Јустинијан збори, тој проект стварно бараше од нас и ние сакавме да следеме онака до ситни детали што се случува, така што мислам дека после тој период ја веќе намалив по-драстично со тоа да следам толку детално политика. Ја дури и бев во сад на магистерски студии, па и таму многу не следев, иако беше Векна сезона, буквално воек на кампањи, сезони и се до тоа, но бидејќи одлучи фокус да го ставам повеќе на студиите и на оно што јас сакам, меѓународно право и човекови права, тоа те преокупира за разлика од другите работи, иако таму се соочуваш со доста понекогаш грозоморни работи, посебно кога на часови расправавме за војната во Украина, ситуацијата во Палестина и Израел. Тоа е, мислам да вистина има еден товар и тоа да го износиш, но едноставно мора некаде да се почне со анализа на тие работи. Да, и тука е тешко за нас, мислам, ние не сме, барем не бевме она просечен човек кој што следи политика, бидејќи е насекаде околу тебе. Дали ќе бидат избори, дали ќе биде некој нов закон, ние надпросечно следевме и у еден момент и јас свадив баш кој што каже ти Тромбе, си као, па чекај, вака ако продолжам, ја не знам кај ќе завршам, пошто окей, ова се случило, ама ја не може да се фокусирам на тоа кај што сум сега, бидејќи знам дека, не знам, се сеќавам баш, на пример, January 6 кога се случи пучот, што се обидува македонското сценарио во Америка да го направат, и си као, Божик е кај нас, све тоа, ама не може да се фокусираш, бидејќи гледаш што се случува во Америка. И си, чекај бе, дали е ова нормално, дали може нешто, какви импликации ќе има, па гледаш твитови, па читаш, и во еден момент сваќаш дека ти не можеш да уживаш тоа што е пред тебе, ти на вечера си Божик на вечера, Никола вечера. Да. Кај... Не има еден друг момент за тоа што дали се некои ќе коментират, ама што замарате вие со Америка или слични такви работи, али во суштина Тони беше на нас некој поттик за да следиме, затоа што мораш да го следиш и глобалниот контекст, во Северна Македонија секогаш има нешто околу кое што се поларизираме, но едноставно има еден цел свет надвор од нас кој што треба да се земе во предвид. Не сме изолиран меур во глобалниот контекст на сите работи. Да, во многу глобализиран свет живееме, се е поврзано едно со друго. И што се случува не само во Америка, и во Европа, и кај нас в комшија е многу поврзано и со нас. Барем јас ја користев таа логика зашто сакав да бидам информиран специфично за со Америка, не само Америка, и со другите, и со цел свет, да бидеме реални. За жал е најголема воена економска моќ како што ќе издиктира, поготово кај нас, пошто ние сме дефинитивно на тој востргнати да бидеме фул-он сојузници со Америка, така да многу ни влијае. Би требало да знаеме што се случува. Да, и тоа е, ама мислам дека она што мене беше тешко да најдеш тој баланс. Е сега, како вие гледате до сега, бидејќи Донев ти беше и таму, вие уствари завршивте магистарски, ја никад не ги ни почнав. Како гледате, како овие некои политички процеси, не само во Америка, туку и кај нас, например, влијаат врз секојдневието? Ај сега, ние да се ставиме малце на страна и да гледаме како тие влијаат врз обичните луѓе кои што не знаат дека Пит Будиџич е од Саут Бенд, Индијана, и кој е Пит Будиџич. Не ни знаат кој е Пит Будиџич. Ама ние еден од ликовите кои што со години ги следиме. Ама што имате приметено од тој аспект? За кај нас специфично мислам дека имаме на драстична, би рекол, поларизација, посебно сега е зајакна, затоа што не е само нашиот домашен
национализам, поларизирачки сите балкански нели работи кои што се типични за нас околу кои што се поларизираме, посебно по линија на етнички заедници, него едноставно имаш и други линии на поларизација, особено околу прашањето за родова еднаквост, сега е посебно Порано беше името, сега е со Бугаријата, така што има многу други линии по кои што луѓето се делат и буквално се закравуваат меѓу себе. До тој степен е дојдено да едноставно се закравуваат меѓу себе и барем јас не гледам некоја волја од страна на нели политичката елита, политичките актери за да ја смират таа тензија, затоа што нели секогаш идејата е дека за време на избори мора да има некоја поларизација за да има мобилизација на гласачкото тело и нели со после изборите таа треба да опадне, кај нас не. И тоа е генерално и во светот. Останува на многу високо ниво поларизација и после изборите процеси и кога нели тие што се гласал не ти го испорача тоа, тражиш друга поекстремна опција која што ќе ти ги испорача барањата. Да. Имам забележано дека, па би рекол последните 3-4 години, голем дел од луѓето почнуваат повеќе да се информират и да дискутират за поглобална политика, што поглобално се случува во Европа, во Америка, на истокот. Наспрема порано генерално сите си разговараа за македонска политика. Што се случува в собрание, што рекол премиерот. Сега веќе се дискутира на некои подруги работи, пошто почнуваат според мене да се случваат као интересни, битни работи, не би рекол лош збор е интересни, битни работи што имат големи глобални импликации. Пример, војната во Украина. Огромна воена сила напаѓа најголемата европска држава, минус Русија. Да. Као територијално. Исто и војната во Палестина И Израел. Како ги сваќаат, почнуваат луѓето да сваќаат таа интерконекција помеѓу играчите, дека не е само помеѓу Палестина и Израел, тука е и Западот вклучен, Истокот вклучен, истото со Украина. Така мислам дека почнуваат луѓето многу тој аспект да го дискутират, што е битен. Да, ама како тоа влие врз нив, тоа е оно што мислам дека ја не знам, последниве неколку години од кога нели завршив студентски збор, јас завршив со факултет и бев окей, сега ќе следам помалку политика, уствари нема ништо да следам и стварно ја бев изненаден кога не знам, Заев се повлече, ја дознав недела две после тоа, што се случува. Не ни знаев дека имаме нов премиер или собрание, баш тоа го дискутиравме пред неколку месеци. И окей ми беше, ама седнав, например, после неколку недели и седнав и се зборам со колега за Израел, за Палестина, што се деша Украина, и одма у глава почне, па шо ако се деси ова, па шо ова, па трета светска војна, па нуклеарки, па... И одма размислуваш, не можеш да спиеш после цела вечер. И гледаш цела вечер си на интернет, гледаш што се случува. Како мислите дека таа се согласувам, луѓето се многу позаинтересирани сега од порано и мислам дека имаме многу поголем пристап до информации, ама како тоа влијае врз Јас што имам забележано, веќе некој подолго време, кога ги има тие две работи, како или го има тој пристап, леле шо ако нуклеарна бомба се активира и се оди катастрофа, и еден многу апатичен пристап. Као ништо не можам да сменам. Као што можам јас да направам? Као се случува, не зависи ништо од мене. Као зошто би правел и ова и би се интересирал и би влегвал и во директна акција за нешто и на протест би одел ако ми сме. Као да сум против ова, зошто би одел на протест? Да се експонирам, као нема ништо да сменам. И то влијание мислам дека доста е застапено и би рекол и е легитимно, пошто се случува не по наша желба. Не, луѓето едноставно мислам дека секогаш борбата се најде некоја рамнотежа помеѓу тоа да се информирани, да нели се грижиш што се случува во светот околу тебе и од друга страна нели фактот дека и ти мора да живееш некој живот и ти
треба да екзистираш некако да работиш, да заработуваш. Така што мислам дека едноставно луѓето го барат тај баланс. Некои одат во тотална апатија, целосно се повлекуваат, фокусирајќи се на работа, бизнис, whatever. А други па тотално се вклучуваат и многу често и забегуваат во конспиративни теории. Тоа е многу тешко да се најде тој баланс помеѓу тие две екстреми кај што окей, или не знам, буквално ќе идам до крајни граници да не ми е гајле, нема да знам, нема ништо, не ме интересира, она типично нема не сакам ништо да знам, или пак она теорија на заговор, овие не знам што правеле ова, она па Facebook, па таму го видов, па таму прочитав, па и многу е тешко тој баланс да се најде и на крај дојаваме у ситуации да и од двете екстреми имаме лоши опции дадени како не знам, како представници на народот, например, како пратеници, како не знам, се појавуваат луѓе кои што се многу опасни. Мислам дека генерално важна алка е и како си го тренираме алгоритмот за социјални медиуми, Facebook, Instagram, TikTok, сите тие. Затоа што генерално ако тој алгоритм гледа дека ти само doom скролаш или само гледаш вести кои што ќе ти предизвикуваат некоја длабока емоционална реакција, тогаш ќе ти дава секогаш такви вести. Едноставно мора свесно некогаш да бараш работи кои што не се поврзани со тоа, не знам, уметност, филмови, whatever, спорт. Мене пример обично такви некако ми е поделено пола овие нашиве некои портали со ненормални наслови, пола ми е не знам, некој уметност, филозофија, нешто се такви ми излови и плюс нели академска приказна што ја се терам со нови публикации, меѓународно право, Европски суд на во Страсбург. Така што да, тоа е. Да се надоврзам на она што кажа за алгоритмот. Кога пробав нели таа едно дистанцирање да направам за нели мој психички внатрешен мир, голема борба беше борбата со алгоритмот. Што кога ќе си го отворев YouTube, беше полн со као контент креатори од политика, вести и така натаму и малце морав да пробам да си го сменам алгоритмот со не знам, барав на YouTube нешто што било, нешто географија, историја, спорт, многу спорт, за да пробам намерно да го сменам алгоритмот, затоа што алгоритмот е као може во еден меур да те заглави и упорно да те храни со определена информација и да навлегуваш во тој меур и тој меур се прави поголем, додека at some point не пукни. Што мислам дека мене ми се случи, морав детокс да направам. Да, или одново почнеш нов акаунт правиш, рестартираш формат правиш на компјутер, на телефон, на се за парч комплета. Да, ама и видовме баш тоа не сме озбореле на подкастов порано само до тоа каква улога, например, ја спомнав January 6 кога се случи, што се случи во Америка 2021. Голема улога у тоа влијаеше Twitter, у тоа влијаеше Facebook. Самото тоа место кај што ти можеш да пласираш некои дали се мисинформации, дали се дезинформации, дали се полуинформации, лажни вести, ти доаѓаш до ситуација да најголемата демократија у светот по знаци наводници, ама пак сега можеме да дебатираме, ама пак е некој символ на демократија што од секојаш ние сме го гледали и доаѓа ситуација да они го прават истото што и ние, само заради тоа што многу луѓе алгоритмот им тој ги добива тие, поготово на Facebook, па не за џабе Трамп стана председател 2016 од Велес, дечки што му помогна, така? Си изгазија, дечки. Ама и многу е лошо што нема контрола врз тоа, не можеш. Сега имаш некој како Илон Маск, без разлика што ние мислиме сега за Илон Маск,
да биде content moderator и он да кажува што ќе иде и што нема, иако отворено он милиони, стотици милиони долари дава кон кампања на еден кандидат. И сега и министер ќе И сега ќе биде нешто функција некоја функција ќе има. И ти без разлика на која страна ти се наоѓаш, не е нормално на некој начин тоа да е така. Да. Не, па мислам, секојаш има обиди за регулација на посебно на онлайн медиуми, Facebook, X, Twitter, whatever. Уште Твитер, не можем и да. Мислам на страна личното моје мислење за Маск и неговите позиции. Многу е тешко затоа што тие се приватни компании од една страна, од друга страна се новиот плоштад кај што сите доаѓаат да споделат мислења. Од трета страна е фактот што тука имаш предизвици со слобода на говор и се уште државите генерално не барем во оваа правничка смисла регулација не може да се соочат со тоа како да ги регулират овие компании. Не знам, Елизабет Уорен имаше предлог да се разделат или да се на еден начин да се национализират, да се стават по некаква најверојатно ќе треба некоја нова категорија да се креира, али како ќе оде тоа не знам. Многу опасна комбинација е тоа што се приватни компании, нерегулирани приватни компании и приватни компании кои што имаат голема моќ, нели многу едноставно е своето мислење да го кажеш и да организираш и движење и така натаму. Ама се многу малце компании инволвирани. Мета и Илон Маск. Двајцата толку. И кинезиве со TikTok. И кинезите со TikTok, да, имаш тука WhatsApp, Viber, нели? Ама и WhatsApp е мета, например. И WhatsApp е мета, да, ете, и тоа. Така да многу малце компании имат голема улога. Така да и не се регулирани воопшто. И сега ако малце одзумираме или да зумираме баш у Македонија, ајде не биде се дека збориме се негативно, ја мислам дека една добра работа од кога ние престанавме да снимаме Јустинијан збори е тоа што конечно после не знам колку години од 2006 имавме редовни избори. Да. И од тука можеби сега не знам како одат првите неколку месеци од новата власт, не знам што се случи, стварно се обидувам колку што е можно повеќе да не оследам тоа. Не знам како иде. Никад не сум бил фан, не сум фан на никоја моментално партија кај нас. Ама конечно нешто нормално се случи. Кој е некој ваше видување за ситуацијава, бар по тој поглед и дали и како гледате на работите кај нас, не знам колку и вие сте запознаени, колку следите, ама сакам да слушам што размислувате на тоа. Да. Не сум запознат искрено што се случува, нека му е со среќа, што да речам. Ама тоа што имаше редовни избори и не беа пропратени тие со кризи, со местење, со не знам тука инволвирање на некои меѓународни институции, како што знаело во нашата во македонската историја да има. Така да е еден добар предзнак за враќање на некоја стабилност, политичка стабилност, нели? Ти сепак има уште социјална, економска нестабилност, ама барем тој дел малце да се подсреди. Така да тоа што имавме први регуларни избори е еден добар мал чекор кон каква таква некаква нормализација и стабилност што фала Богу добро дојде. Па добро, за редовноста на изборите мислам дека тоа е, мислам, желбата да се остане до крај на мандат. Сега нормално некој ако се чувствува доволно добро за да се го стабилизира мандатот, тогаш може да оде и напред времени, но мислам дека моментално како што е ситуацијата никој не би рискирал на
предвремени избори. Али јас сум прилично уште следам до некаде, но не толку посветено некоја генерална слика, али искрено сум повеќе фокусиран на мојата работа отколку да го следам тој момент сега ќе видиме како ќе се развиваат работи, затоа што има доста многу работи почнати, има и многу неодговорени прашања околу насоката во која што сакаме да се движиме како држава. Така што тие работи мислам дека сега ќе се пеклат во текот на годините. И ги теорема и не сме не стијан збори, значи ќе почнеме да одглобуваме што се дешава и што се случува. Имав тој да почнам се стопирав. Ама сакам да не однесам да ве однесам и вас и себе од некоја друга насока. Дневна политика мислам дека може било каде да се најде моментално во Македонија. Зошто мислите ова, не знам, на самиот почеток гостен ми беше професорот наш Ненад Марковиќ, баш зборавме за ова и сакам ваше мислење да слушнам. Зошто кај нас луѓето не зборавме за алгоритмот, ама зошто сме веруваме толку на дезинформации, на лажни вести. Кој е некое ваше мислење за се она, не само вести за кај нас, туку и надвор од тоа. Многу сме плодна почва за тоа. На што мислите дека тоа се дължи? Види, кога едноставно немаш некој проспект за подобрување на собствениот животен стандард, тогаш си бараш приказна. Колку поубава е приказната или поемоционална во позитивна или негативна смисла, тогаш тоа е толку подобро за оној кој што е пласира приказната. Да. Во право е Донев. Тоа е една причина, ама мислам дека и друга причина е големата недоверба што народот ја има во конвенционалните медиуми, телевизии, вестници, недоверба кон новинари генерално. И мислам дека таа недоверба се преточи во доверба во информации пласирани на некои други медиуми. Ирелевантно, точни, неточни, тоа е дискусија што можеме цел подкаст да го имаме посебен за тоа, ама мислам дека голем дел од причината е тоа, пошто малце да се ставим во кожа на обичниот народ. Кога те лажат 20-30 години вестите, политичарите, и сега добиваш благодарејќи или не благодарејќи на социјалните медиуми начин како да се стекнеш со информација на друг начин. И сега сваќам зошто луѓето би верувале во такви работи, као од сек да имаш недоверба, ама мораш во нешто да веруваш. Да, и тоа кога го збореше, тоа ми текна на ако си сит, тебе не ти треба ништо, не ти треба. Ако имаш работа, ако имаш, не знам, пари, можеш да идеш на одмор. Имаш тоа што ти доволно и повеќе може би некојаш, ама ако генерално просечно луѓето имаат доволно, они нема да се замараат со тоа. Секогаш викам тоа те влече надвор од политиката. Мислам дека разликата барем ја што може да ја видам посебно со САД е таму што генерално луѓето барем на локално ниво во градот, во перифериите не се толку занимаваат со националните теми. Да, тие се важни, но нивната лична политичко действување е насочено кон local issues, кон локалните предизвици, локалните проблеми. Или евентуално во регионот, или во, ако се зборува за оние референдумски држава, ако иде. Да. Така што ние од надвор ги гледаме, оние што се случува на федерално ниво, но на локално ниво стварно луѓето се ангажирани за дали градот и функционира, дали има доволно, не знам, работни места во градот или некој така. И работата е што, например, таму имаат избори за се. Таму има избори за буквално, не знам. Тоа, значи имаш избори кај што
И до некаде тоа е окей. И до некаде е добро бидејќи субвенционираш на некој начин, поттикнуваш некое поголемо учество. А ова ти што каже Преска, ние наместо да се посветиме на локално, ние одеме геополитика. Пошто не може сега како да си помогнеме сами на себе, немаме доволно за Тоа ми е многу чудно. Ние мислам дека ние пред кооперација ги наваѓаме проблемите на целиот, ги наоѓаме решението за проблемите на целиот свет, ама дали работи, не знам, часовникот или фонтаните за пиење вода низ град, не можеме за тоа да најдеме решение. Као тоа е нерешливиот проблем, али Украина и Русија тоа се решава за 2 минути. Они знаат со Путин да зборат, сега одма ги ќе решат проблем. Да. Не се ти интересни теми за како се гори пластика или за чешмите што не работат, интересно е како Украина, Русија наместена работа. Да, бе, да, сега Трамп ќе дое и Трамп одма ќе реши све. А уствари е многу по комплицирано тоа, меѓутоа не. Тоа ми секогаш интересно на типично нашкија валјде на Балканот, на слави, на не знам, се собереме и сега ја средуваме цела Европа, цел свет. Да. Ама да, тоа е проблем. И мислам дека доаѓа од тоа што пак да ни биде добро, да имаме доволно. Еве сега ќе земам нашиот пример. Мене јас сум сосема окей кај што сум сега. Работам, имам доволно, сум таму кај што сум, и ја немам потреба. Сега до мене, дали Мицковски ќе биде премиер на Македонија, или кој да беше, сега Филипче дали ќе стане шо и да е, многу ми е гајде. Не у тој смисла сега, некојаш и баш на игнорантски, многу ми е гајде, не ми треба. Јас имам тоа што работам, супер ми, имам тоа што ми треба, доволно ми. Некојаш се фокусираш на, не знам, на некој аспект што тебе ти е важен. Моментално си со ментално здравје. Тоа е темата, социјалната тема која што ти е тебе важна и твојот придонес е подкастот. Да. Така што и тоа е пак некој вид на политичко действување, само што не е она типично како што ние го разбираме, партиско, лепење плакати, митинзи, едно друго. Колку пати само ја, например, ќе ме прашат, кај студираш политички? Ти партиски, одма премиер ќе видиш? Чекај малце, нема врска тоа, ако си на политички, нема врска тоа со политички партии, напротив. Да, јас ќе видам судија во Меѓународен суд на правда. И така, кој ќе ме прашат, што имаш завршено направено? Чекај, имам еден проблем. Петок вечер, 2 сата. И отвараш тарифникот право. Да, имотно-правни проблеми. Иначе да се надоврзам, што викаше, да, и мене ми е така, сега сум во една покомфорна, пред себе рекол, ментална ситуација, сум помирен и немам некоја причина да се замарам под наводници. Ама тука една друга борба се јавува во мене, кај што не е ни окей ни игнорантност. Која е границата која треба да ја повлечиме помеѓу да бидиш игнорантен со цел мир, психички мир, и да бидеш информиран, пошто треба да бидеш информиран. Значи треба да знаеш од прилика што се случува, са нели Путин што зборал со Трампа, барем ти што кажа во најлокалните работи, имаме локални проблеми пред се кои што најмногу би можеле да ги смениме. Сигурно нема да ја смениме ситуацијата во Украина ние. Ќе дам еден пример. Ја пред некој ден кога беше малце смрзнато, бидејќи не ги чистиле паднатите лисија по тротоарот, за малце 1-2-3 пати ќе се сопнев, ќе паднев, ќе се лизнев. Тоа е сега тоа не може да го решиме. Нема, ама тоа е да ако се посветиме таму кај што сме и она што и убаво кажа ти, мислам дека многу нам ни фали, тоест голем проблем ни е што сите за се сакаме да знаеме или да имаме мислење или да направиме нешто, а не се посветуваме на една работа, на еден проблем. Дај да решиме еден проблем. Овој период е ментално здравје за мене и јас се посветувам максимално
да дам некој свој допринос на тема ментално здравје. Кога имавме нели со Јустинијан збори, друго ни беше, Да. студенти сме, сакаме да започнеме да имаме некои разговори кои што ние не ги гледаме медиумски да бидат покриени. Од револуцијата у Хаити пред колку стотици години до конфликтот Израел-Палестина, например. Ние зборевме за тоа пред 3 години. Да. Тие За работи, Кипар. за Кипар сме збореле, па и за фудбал тоа зборевме, за Да. Суперлигата, Да. од некој друг аспект. Не има и на друг. Ја лично почнав за работи кои што не знам, не сум информиран или едноставно не, или сум нема време или не ме интересираат, кај едноставно викам као не знам. Као не, или некој ќе ме праша за мислење, без разлика дали е право или политика или whatever. Као едноставно ќе кажем дека не знам, затоа што види има и друга една одговорност, посебно ако луѓето почитуваат или ако во тебе гледаат некој авторитет, многу е лошо да кажуваш став неинформиран. Така што, нели, и тоа треба се внимава. Да, и мене... Оти на некој во животот си авторитет и ќе му влиеш на или ќе влиеш на нивните размислувања околу за светот. Да, мене најголема причина зашто ја уопште запишав политички беше токму тоа. Сакам да знам повеќе за тоа што сите зборуваат. Значи, ја сакам да знам повеќе од нив и сакам да знам, еве тоа што збориме, ја можеби не сум информиран за повеќето работи, сега можеби сум игнорантен кон 99% од нив. Окей. Ама ја ако сега денеска збориме не и после тоа сакам да дознам за нешто, Израел-Палестина, мене ми требаат саат време да одам и да дознам за тоа нешто, бидејќи знам кај да барам, знам како да расудувам кој треба да историски знам кај да одам за да дознавам информации и сега да, не можем за саат време да бидам експерт, ама ќе добиам доволно информации за можеби да почнам да оформувам мислење, ако тоа стварно ми е важно, да поминам поголемо време и да стварно да знам што или посебно ако си во струга, пример ние за предметот по меѓународно право на Нотердам нас ни беа дадени 2 недели затоа што ние добивме студија на случај, кейс стади за Нагорно Карабах. Мислам, ја отприлика знам на мапа каде се наоѓа, но контекстот што се случува таму, што се е вмешано, едноставно не го знаеш, ти мора да читаш и нас професорката буквално не го фрли во случајот да одговориме на тешки прашања од меѓународно право, кои што малку не нема одговор од ниеден експерт, затоа што наставно кој што не го анализиравме се случи 1-2 недели пред да го добиеме испитот. Али, нели, тоа е сепак и професорите кои што сакаат да те предизвикат. Да, мислам дека многу негативно се гледа кон фактот дека многу работи не знаеме. И дека многу луѓе не ќе да си признат дека не значи окей, и треба, мислам дека е позитивно да се признае не знаеме многу работи. И може да се избегни, како да кажам, да се дискутира едноставно за некои работи кои што едноставно не ги знаеме. Не мора да сме доволно експерти, не мора да си експерт за да дискутираш. Некој ќе ме нервира таква, што збораш ти за ова, не си правник, пример, не си инженер. Секој може да дискутира за што сака и да се информира за нештото. Пример, така беше, еве, малце се навратам на црни времења со короната. Сите доктори се праве. Колку можеш да знаеш ти за едно нешто. Окей да се информираш, значи можеш да се информираш, ама е некогаш и стварно ќе да речеш не знам. Едноставно не знам. Да, не, па токму тоа признавање на дека едноставно некој нешто не знаеме, те тера да слушаш други што ама нели прво треба да се признаш дека ти не знаеш се, инаку сите други се греши, само ти си управ. Да бевме како Сократ сите, лесно ќе беше. Не викам да бидеме како Сократ. Ја знам дека ништо не знам. Намерно не го спомнав, али
али во суштината Не, ама мислам дека кај нас проблемот, не само кај нас, мислам глобално е тој проблем што ние кога слушаме, не слушаме за да сега ја те слушам тебе, туку слушаме за да одговориме. И ти дозборуваш, ја у глава ми е како сега ќе ти контрирам тебе. Не ми е како чекај, Тромбе го кажа ова, може би има некоја логика, дај да видам ја како размислувам. Да извлечеш нешто. Не, па тоа е проблем затоа што разговорот го сваќаме како дебата, не диалог. Да. Во дебата да ти имаш победник. Некој го има појакиот аргумент, некој не, ама диалогот е сосема друг момент кој што не знам дали заборавивме како е да се има диалог или едноставно така сме учени од секогаш, али да, мислам дека тоа е тај дебатерски мајндсет кој што као да, некогаш е добар. Пример во предавална е одличен скил да се има за да можеш да влезеш во дискусија со колеги, да одбраниш став, да нападнеш став. Али во генерален дискурс вака во јавност ствара поларизација, затоа што едноставно ако агресивно напаѓаш тук став, као обичен човек се повлекува во тој став и уште подцврсто верува. Полошо да правиш, да. Има backlash. Апсолутно се согласувам со Донев. Многу разговорите, поготово за политика, кој ќе се, као наликват на еден битка. Као не дека јас ќе разговарам со тебе на определена тема за да го слушнам твоето мислење, да го разберам твоето мислење, што е многу битен елемент. Туку ајде ќе го слушнам твоето мислење само за да завршиш да збориш и да ти го кажам моето мислење колку е подобро од твоето. Да. Као не како што викаш, окей, то како дебата на предавање, ама мислам дека не е плодоносно за вака дискусија помеѓу. Да, мене секогаш интересно ми е, например, кога имаме дебата, дали тоа се било на факултет или различни проекти што сум работа, од секогаш сум сакал да бидам на другата страна од кој што јас самиот се согласувам со неизе, и сега дали, например, треба жените да гласаат. Ја сакам да дебатирам спротивно тоа што размислувам, за да можам да направам на некој топ процес, да видам како луѓето од таа страна размислуваат, зошто го размислуваат тоа. Као да, јас знам зошто ја го размислувам тоа и кој е мојот став на тоа, ама нема, тоа ништо не ми помага кога ја и ти се расправаме за тоа. Не, дај да видам зошто Тромбе вака размислува. Ако сите околу Тромбе така размислуваат, окей, значи израснате у таа некоја средина, у таа држава, например. Имаш, например, контекстот е многу важен. Да. Например, еден човек од југот на Америка, кај нас толку, мислам, не е ептен изразено, ама, например, југот на Америка, од Тексас, и спореди го со човек од Нью Йорк. Значи, тоа ти се два различни континента, а они се у иста држава. Не тој дел за пракса, критично размислување, тоа треба се негува, барем. Ја мислам дека треба се негува во предавални, затоа што таму е тај простор, нели, ја лично сме се расправале со колеги за Со професори? Не, специфично се сеќавам на еден случај, работевме на пресуда и сега влеговме во една тешка одака дебата за толкувањето на некој член од Виенска конвенција за договорно право. Ама едноставно тоа е просторот, нели, а надвор од предавална од академијата, мислам дека треба малку по хуман пристап. Тоа е многу важно. Например, ние имавме ситуација уште на самиот старт кога почнавме со устијан збори. И сега ние збориме. Идејата, целта наша од секојаш беше да бие простор кај што ние ќе можеме да имаме разговор на теми на кои што нас не се интересни, да зборуваме на мислења и да кажуваме мислења кои што ние ги имаме. Никогаш не бевме као ние ќе ги гледаме двете страни, ние гледаме, значи, у тоа што веруваме и се обидуваме да дознаеме повеќе за некои од тие работи, ама ти одма од старт си етикетирам пошто не се согласуваш со некој, па те напаѓаат, па... Ама
Мене ја немам проблем со никој, например, што не напаѓале уште на сам почеток за ЕО. Тама на работа. Мене ми е многу ми е интересен тој некој склоп на личност кој што окей, сега ти ако си за овој, одма си ваква личност, таква личност, и ти ако си ова, ти ако си Да. македонец, одма ова, ти ако си за ВМРО, одма ова. Многу е лошо што и ја исто, например, сум минал низ тоа и уште некогаш ги имам некои тие стереотипи кај што ако е овие, пошто ова е ова, нема шане. Тоа е тој момент да треба да знаеш и да влезеш во диалог. Сега да, ние ако го правиме Јустинијан збори, ние бевме многу транспарентни во однос на тоа дека тоа се наши лични стави на нели ние не сме, не знам, телевизиска куќа со национална концесија за да представуваме балансирано со закон, едноставно студенти се собрале да платформа. Едноставно треба да знаеш некогаш како да влезеш во диалог. Сега не се праве со напади на Инстаграм и коментари различни, кои што до ден денес си чувам некои скриншотови. Али да, тоа треба едноставно да знаеш да влезеш во диалог. Да, ти можеш да го нападнеш одма, ама резултатот од тоа е Ама и ништо нема за да се крв- смени, па ти тоа тоа е, ти што да. кажа Тромбе, кај што ти со само тоа што ќе му викаш нонстоп цело време дека не е управо, дека јас сум управо, но што толку пое ќе се затвори Да. у себе и ќе ја што верувам тоа, не можеш ти да ме Да. смениш. Многу еден проблем кој јас го гледам како голем проблем во самиот напредок, политички или како ви да било, е етикетирањето. Као за секој термин, за нешто има определена етикета и има определено размислување, стереотип. Пример, го имаме во муавет правено, пример, за во Америка, кој ќе ги испитат, пример, дали си за free healthcare, дали си за ова, да, пример, сум, дали си за ова, да, сум, дали си за ова, да, и дали си, не знам, socialist, пример. Не, тоа е лошо, тоа е вака, а ги набројуваш пример политиките на тоа размислување, на таа филозофија, се согласувам, се согласувам, ама дали си то и почнуваат као пристрасност, што е кажано за тоа. Често го гледам и со други луѓе кои што дискутирам, пример, дали си за зголемување на годишниот одмор, пример, за намалување на работната недела, што се као подмодерни социјалистички, проработнички политики, ќе ти речат да, сум, топ, одиме. Дали си социјалист? Не, то јас не сум таков човек, не ме занимат. Затоа и пробувам и себе си јас кога ќе дискутирам за вакви работи, да ги тргнам етикетите. Да. Многу Да. не ќам да одговарам со припадност на измс, пошто мислам чим веќе одговориш и даеш некаква етикета, веќе некој пристрасност Нема и одма се за... и не можеш да дискутираш. Мене од секогаш ми било интересно, пошто и тој са и различни сме од таа тој некој спектар на идеологија сме различно. Ја од секогаш сум бил лево, секогаш од кога знам за себе, така и нели се представам социјалдемократ. И ама секогаш ми било интересно што пак за мене големо влијание во мојот живот од секогаш имало верата. И не религија, да ќе кажам верата, Бог. И секогаш ми било интересно тоа што кога дискутирам со луѓе во политика, кои што се лево, на крајна левица, социјализам, комунизам, каков Бог нема тоа врски за мали деца. Од другата страна кога дискутирам со христијани, си као конзервативизам, социјализам лошо, комунизам evil, се тоа, си као па чека, па шо не е уред со мене, као можем ја и ова, а уствари гледаш, ја така се смеам некад, ти ако гледаш некои од поважните, не сите, тоа мора уште сега да го кажам, не сите работи, ама кога збориме за социјализам, например, или за некои леви, идеја, некои поголемите прашања на левата платформа се буквално ги има у Библијата. Помагам на посиромашните, нели, тоа што го имаш, сите сме еднакви и си као, па чекај, значи, јас сум окей, ја можем и тоа да бидам, бидејќи сваќам до кај, сега никад нема да бидам комунист, бидејќи, едноставно, тоа не верувам.
ама можам да бидам лево тој некој спектар, иако сум христијан, иако за мене Бог представува центар на некој Да, светоглед. да, затоа не треба многу да се замараме со етикетите и со што значат тие. Битно е да разговараме и за суштината зашо разговараме, така да и во лево, да речеме, пак етикета. Имаш луѓе што најразлично размислуваат. Пример, религија, чист пример, ти си порелигиозен, некој воопшто не е религиозен. Така да нема врска тоа што е напишано во Библијата или во која да било книга што напишал некој филозоф, тие не го измислиле тоа, туку само го дале. Као еднаквоста не е измислена од Библијата, постоела валјда како идеја, само валјда таа верзија е најпозната. Пошто нели it's a big thing, the Bible, најчитана книга. Така да. Па да, не, тоа веќе оние идентитетите како се градат треба да навлеземе. Тука едноставно дојдени сме во момент кај што ти ставно можеш да имаш мал милион слоеви на твојот идентитет. Као нели демократите беа први што кандидираа црнец за претседател, но во последниве избори Трамп доби доста гласови од таа демографска категорија или Hispanics исто. Ама ние ако гледаме, ако се навраќаме на примерот на Америка, као се повеќе, да кажам, мислам добро за американскиот контекст, као луѓе кои што традиционално можеби стереотипно припаѓале на демократи, сега многу се отворено републикански. И види обратно, има многу промени низ годините кои што цел југ бил демократски, тоа до 50-тите до 60-тите години, тоа било грото на представниците на демократската партија што сега нема шанси некој демократ да победи у Тексас или Луизијана или Оклахома, не е замисливо, а до 50-тите години било сосема обратно, не можело републиканец никад таму да победи. Ама тоа е важноста дека Калифорнија го има даден Роналд Реген. Гувернер републиканец има, мислам, Арнолд Шварценегер. Добро, не таму Холивуд. Ама не, и мислам дека тие етикети уште од старт не кочат, кој што кажа, и не можеме да навлеземе подлабоко со некој за да може да се запознаме. Не е проблем сега, ние тројца не се согласуваме за 100% од работите. Што е нормално. Имаме работи кои што се согласуваме, има работи до некаде кај што сме сите живееме некој различен начин на живот, ама ние немаме проблем да седнеме на подкаст да збориме, да седнеме у кафана да збориме за тоа, да идеме на факултет да се дружиме. Не е тоа, не ни представа сега пречка за да ние можеме, не знам, сега да збориме и да се караме, да се надвикуваме, вака, ова, па она. Нема причина зашто да е така. Да. Ама за жал е кај нас и... Да, една работа, да видиме најреални, кога вака дискутираш со некој, ова поќе важи со некој не толку познат човек, кога ќе ти контрира и ќе ти дај различно мислење, не ти е баш заедно. Иако сигурно нема да земиш да се наљутиш и дома да си одиш и да плачеш. Се земам топката и ги зидам дома. дома. Се земам и беам дома. Ама пак онака го има некото чувство и мислам дека пак ќе речам благодарејќи на социјалните медиуми, многу лесно луѓето да се затворат во еден echo chamber кај што ќе бидат оттргнати од тоа чувство. Ама е тоа позитивно чувство, мислам колку и да можеме да доживееме негативно, е битно да се има, ти не можеш само со луѓе со исто размислување или слично да разговараш, пошто нема никако да прогресираш, веќе тука навлегуваш во догматизам што е според мене штетна одлика. Не те соочува со фактот дека постои друго мислење, дека бидејќи ти чувствуваш, значи нешто ти кажува дека можеби не е толку онака зацврстено тоа мислење, дека себек може да зафрле некоја скепса. Да, и тоа што кажа, ако ние го слушаме само оно тоа што ние веруваме, ние никогаш нема да растеме како луѓе.
ние ќе си застанеме таму кај што сме размислувале на 18-19 години, нема, нели сега, колку може да се согласиме со ова, имаше, не знам која има кажано, мислам дека беше Черчил, ако у младоста не си либерал или лево, немаш срце, а ако кога ќе остарееш, ако не си конзервативец, немаш мозок или немаш памет. Да, мислам. Може за тоа дебатираме дали е тоа така, ама поентата ми е дека сите растеме, менуваме мислење, менуваме држави, менуваме све може да смениме и тоа е окей, само ако си го направил на критичко размислување, чекај, јас се за ова верувам, зошто ја за ова верувам, зошто ова мене ми е важно. Океј, ова не ми е важно, немам мислење, ќе продолжам да немам мислење. Ова ми е важно, вака размислувам, ама дај да видам другата страна што размислувам. Мене секогаш ми било интересно, баш кога нели го правевме подкастот, идеш Fox News гледаш. И да видиш, пошто нели ние ако збориме за америчка политика, дај да видиме и страната со која што ја не се согласувам збори. Да видиме, океј, ова нема логика сега, ама ова па може би и не е баш како што мислев дека е. И само така се надоградуваш и ги зацврстуваш тие ставови. Ама кај нас е проблемот што, пак, не само кај нас, проблемот со луѓето е што ние веднаш размислуваме ако некој се согласува, не се согласува со нас, како некој персонален напад, личен напад, дека не е ништо лично ако јас ја тромбет и кажам Чкембари убитола Пелистер за никаде се навијачка група. Овие комитиве се многу подобри. Да нема сигурно станам да се замина втола и забитола директно. Со возот. Со возот, да. Ама тоа е, не е личен напад ако некој се не согласува со нас и да мора ние гласно или Ѓорги на неколку пати што ми имаш кажано, па законот, знаеш, треба духот да законот да биде. Да, не е она letter of the law, spirit of the law. Да. И мене тука притисок ми се качи на 200. Да. Снимаме скоро сат време. Ние сме навикнати да збориме под неколку сати. Ама, for the purposes of this recording, ќе застанеме тука некаде. Сега само нели пошто нафрливме многу работи, зборавме и мислам дека ако некој слуша, ја на пример да се навратам кога нели сум бил баш таа возраст кога снимавме или помал, мислам дека овој разговор доста ми помогнал да размислам малку поразлично и да дам шанса на некој што можеби не се согласувам, ама еве да даваме и конкретно нешто, на пример како да најдеме тој баланс, за тоа што зборавме преска, или што би препорачале вие да, окей, има мал милион работи што се случуваат во светот, се случува Македонија, мал милион информации, како да не дозволиме тоа да ни биде притисок и да не прави да се чувствуваме полошо сами за себе и за она што ни се случува и како да спречиме тоа менталното здравје да не ни станува се полошо и полошо, некои конкретни работи кои што можеби вие сами ги користите. Ја на пример спомнав, окей, ја ќе почнам и ќе кажам за мене најпрво е тоа што what are your sources, кои ти се ако има една работа, најди ги најдобрите извори на информации, помини време, дај, ако си, не знам, анксиозен за дали тоа ќе има нуклеарна војна, помини време, кај најважните и најрелевантните извори на информации и разгледај историски, политички контекст, дали е тоа возможно, дали е реално тоа да се случи. Да. Па би дал препорака луѓето да внимават да не навлезат, пошто реално од социјални медиуми најголем дел од луѓето ќе земат информациите. Сигурно нема да одат во библиотека и да читат 100 страници книга, who does that, освен академици. Донат. Затоа, освен академици. Најголемиот дел од луѓето од социјални медиуми ќе земат информациите и да се пази да не се навлези во определен echo chamber, пошто им одговара
на мета и на сите да се навлези во тој еко чембер за нели интеракција и така натаму и се разбира доколку некој се осеќа како страствен за некоја работа. Израел, Палестина, животни, итн. Права, екологија и така натаму, секогаш е добро да се инволвираш во нешто. Пошто не е секогаш окей да седиш дома, само да читаш и ништо да направиш. Добро е инволвираност, но една друга работа која е исто така многу битна, таа инволвираност да не стане дел од твојот идентитет, да не биде само тоа твојот идентитет. Така да добро е да си има дел од себе си тој аспект, активистот, се интересираш за некоја работа, има друг како цивилот. Да. Не знам, моја искрена препорака е да едноставно ако некој чувствува дека е премногу, може да се оддалечи некое време од социјални медиуми, како тоа е едно решение. Дефинитивно, сега нормално тоа те предизвикува да бараш некои подруги извори, дали агрегатори или нешто, ама и од друга страна па и сметам ако повторно ги исполнуваш сите овие ти што кажа и си активен во локална заедница и се обидуваш се до тоа, на крајот дено моја препорака е одите до музеј на современа уметност, идите до кинотека, мислам дека тоа барем мене ми помага да се кога треба малце да се расчисти. Спорт. Не, ова сега ме тера епизода да ја завршиме на поразличен начин од други епизоди на Како се. Нели ние на Истинија збори секој што завршувавме со препораки од гостите. Ние одамна не сме зборели, не знам што читате, не знам што гледате, како си ќе го завршиме со тоа и плюс уште на крај со ваше прашање кое за гледачите. Ама еве, некоја препорака што имате, дали тоа ќе биде серија што се гледале у последно време, филм, книга што сте прочитале, Донев можеш да кажеш ти некој артикл на колумна, нешто, истражување. Ама еве, препорака за оние што не слушаат, што и да биде квалитетно. Да. Многу генерално како личност сум многу страствен. И страста во политиката ми била многу преточена и сега малце ја шифнав кон спортот, пошто реално спортот многу пасија има во спортот. И тој ми е како најголем извор на ентертејнмент што гледам. И ми помогна и да бидам страствен и да имам пасија и да не биде и таа пасија за некои многу негативни работи, што негативно би ми делувале. Иако секогаш на мемето делува 11 players kicking a ball, колку влијаат на менталното здравје. Ама не е на исти начин како политиката. Да. Океј, он спорт препорача Донев ти. Имате прекрасни колумни на European Journal of International. Се шалам. Иако да, прекрасен блог. Не знам, јас екстремно ретко гледам серии и филмови, но сега не знам кога ќе оде лайв епизодова, но стварно, ако сте во Скопје кинотека, мислам дека има прекрасна селекција и ако треба една серија, малце out of character, и ако не гледам серија, или за Георги ќе препорачаме на серија, Madam Secretary. Madam Secretary, добре. Една серија shoutout From, многу добра. From? Да. Ја ќе завршам со серија исто. Ова сум ја зборил уште кога снимавме Истина збори, ама сега искочи книга за исто серија на Inner Working, се позади сцената се тоа. Тед Ласо. Ако ја немате гледано, и ментално здравје, и спорт. Много добро. Нема воопшто политика, ама е предобро. За мене е најдобра серија на сите времења, бидејќи во тој момент кога што ја гледав за прв пат ме погоди толку и ми помогна да сватам некои работи, да пораснам како човека и сега баш ја немам ревочнато од летото можеби, ама сега почнав да читам книгата што искочи за истата серија и повторно ме тера да пуштам Тед Ласо и да ја гледам, така што би препорачал таа. Последно прашање на Како си е,
кое е вашето прашање за оние што не слушаат. Иако нели никој не слуша и може би никој до сега нема да дојде до овој дел од разговорот, ама ако некој не слуша, што би го прашале него или нејзе? Тоа не може да почнеш малку да размислам. Ембуш сум од Џоле. Моето прашање били дали сте испешачили денеска? Добре. Дали сте излезли надвор? Не. Иако Скопје загадено, али отеде тоа. Како си упоминавте денот? Океј. Добро, Тромбе, Донев. Фала ви за разговорот, мислам дека може, знаеш, ние сме навикнати на подолго, на пошироко, да збориме, ама мислам дека ми беше супер, ова некој мал реунион. Фала ви што дојдовте, знам дека и двајца сте доста зафатени, така што беше еден мал миракл што сме и тројцата овде сега снимаме, ама мислам дека ја барам супер, си помина за оние што не слушаат, ако има некој така, се надам дека и они супер си поминаат.